Почитувани дами и господа, додека во светот беснее разврат и голотија од евровизиски размери, Nothing can stop you, but if your world fulfill you, lost your way, I will be there for you. In the darkest hours, right beside you. I want those days to come again. When I dream of life. изгледа Типов немаше голем капацитет. Типкава не трепна со око не мрдна, ко ништо да не се случи. Затоа кај нас, поскоро 6-месечна неизвестност, топ теми, дебати, препукувања, користење на статив за камера како средство за масовна деструкција на политички опоненти и чуден стајлинг во собранието на 17.5. Во 12 часот мандатот повторно беше доделен. 2, 3, 5, 100. Тест. Мирко, качи малце на звучници. Тест, мандат. Мирко, ај качи на звучници, пошо комуњари веќе сакат изгледа нешто српско да пуштиме. Присуствуваме на чинот на доделување мандат за состав на влада на Република Македонија. Најпрво му давам збор на председателот на Република Македонија доктор Ѓорги Иванов. Господине председател, повелете. Почитувани представници на медиумите, пречките за доверување мандат за состав на влада на Република Македонија се отстранети. Крај на серијата. До толку се измешаја работиве, што едно време не ни знаевме кој на кого, што треби да му дајт, кој барат, кој дават. Не ни приметивме дека мандатов беше доделен на втора мајка. Председателот Ѓорги Иванов денеска му го врачи мандатот за состав на влада на Република Македонија на Никола Груевски. Одиме уште еднаш, корекција на сценарио. Ви благодарам. Почитувани представници на медиумите, ви благодарам за присуството. Ај сега, зошто за Груевски мандатот се додели пред мозаикон, а за Заев на бела позадина? Може дека лево ориентирани, зато десно го поставија, да се збунит малце. Во предходната епизода Заев го бараше мандатот, Иванов му рече дека не се исполнети условите, инаку нема проблем, мандатот си е тука бе, во фрижидер го чувам. Заедно со сметките од Кочан, замрзнато е све, за да не се расипит. Шом ги исполните условите, одма ќе ви го доделам мандатот. И човекот си го одржа зборот. Иако многумина не верува, се поставува прашањето. Како тоа наеднаш се исполнија условите кои долго време, а во еден период си мислевме дека никогаш нема да се исполнат? Еве, добив копија од дневникот на председателот во која се детално опишано. 16 мај, доручек во Вила Водно јутринско кафе. На кафето видов дека услови за мандат не се исполнети. Стиснав желба за подобро утре. 17 мај. Се разбудив и се беше некако поинаку. Птиците пееја, зората се буди. Веднаш се запрашав овој ден, што ли ќе ни нуди. Почувствував дека денес не е се така исто како вчера, како порано. Веројатно, условите се исполнети. Повикајте го Заев. Останатото го видовте на вестите. Заев мислам дека и тој беше изненаден од одлуката на председателот. Еве, гледајте. Почитувани граѓани, мандатот го добив. Мислам дека ни новинариве не беа спремни. Сите се навикнавме ништо да не се случува во државава. Момент само. Добре. Што? Ај види. Поврзано е. Само секунда.
Во расчекор ги фатија. Чекај, кај е камерата, дај микрофонот, колега, дали е добро, од кај сега ова дене? Граѓаните пред се се изморени од кризи, сакаат решенија, сакаат живот во Македонија. Благодарам на се. Види ги неспремни. Не знаат што да прават со себе, си замина човеков, дали да постават прашање, дали да си одат. Чекај на Facebook да видиме што има. Заев беше исто така запрашан, како тоа наеднаш се исполнија условите за доделување на мандатот. Видете, ние долго време баравме решение, дури и главата не заболе и тогаш наеднаш ни текна. Порачавме магично стапче од AliExpress по брза пратка и ете наеднаш се создадоа условите. Абе решението е $2 само треба да ти текни. Хан и Могерини ја поздравија одлуката за доделување на мандатот. Се надеваме дека овој конструктивен дух ќе продолжи да владее со цел конечно земјата да излезе од политичка криза. Тоа го бара народот и го заслужува. Браво! Овие како родители на приредба кои ќе одат да го гледат малото. Малото и да ја сгрешит песната што му ја дале за напамет. Председателот Ѓорѓе Иванов денеска му го врачи мандатот за состав на влада на Република Македонија на Никола Груевски. Доста тебе се збуна, ќе почни одново. Браво, сине! Гаранцијата беше најголемата пречка за доделување на мандатот, што е и логично, пошто ти пегла да купиш, бараш гаранција, не пак држава. Купиш и ти викат, еве ти гаранција, ак се расипи, ќе ти ја сервисираме. Сега, не дај Боже да се расипи државава, кој ќе ни ја сервисират, не знам. И како што е ред по секоја прослава, јубилеј, победа, прогрес, како сакате наречете го, ред е да се направи торта. Мали тајни на големите мајстори. Торта ала мандат. Потребни состојки за тортата ала мандат се многу јајца, правна држава и гаранција. За пандишпанот е потребен договор со коалициони партнери. Договорот убаво се пржи и по тоа е познат како договорот пржино. Се чека атмосферата во правната држава да се вжешти. За пандишпанот убаво да се испече. Откако пандишпанот е готов, тортата има правна основа да се филмува. Се подготвува кревот. За кревот се потребни јајцата. Убаво се матат поможно со статив за камера. Откако се убаво ќе се измати, тортата се филува според европски принципи, на крај се украсува со звездички. Пред тортата ала мандат да се расече и раздели, главниот кувар мора да гарантира дека платформата на која се сервира тортата нема да влијае на вкусот и унитарноста на тортата. Тортата се сече на ресори и се сервира во медиуми. На здравје! Прес центарот во собранието, каде што се случуваше насилството, повторно е отворен, целиот простор се чистеше денеска и вчера и завчера, неколку дена се чистеше, исперен е и тепихот, останува да се санираат отпечатоците на зидовите во просторот. Абе, македонска работа. Требаат глајте да си ги искршиме и цела држава да западне во криза, за да ни текни дека тепихот в собрание требаат од време на време да се испери. Слам, стварно. Затоа сме на ова дерење. Новинарската опрема и личните работи на пратениците им се вратени по список. Кутри пратеници што беа таму. Све по список им дадоја таму. Но, еве, нов ден, нови предизвици. Животот продолжува. На градскиот плоштад во Неготино наскоро ќе никне нова фонтана. Градежните работи се започнати веднаш до местото каде што веќе имаше фонтана. Значи во животот, ако планирате да направите фонтана и не знаете точно каде, направите ја одма до старата. Бар друштво ќе си прават фонтаните. Овој нов белег на градот
Неготинчани ќе ги чини само 60.000 евра. Неготинчани можеби немаат вода за пиење, ама зато фонтани. Да бучи цело Неготино. Навечер кога имат рестрикција на вода за пиење, ќе си се соберите. Исто ко на бања. Сите колективно. Не знам што се будите. Зошто? Фонтана е нешто најубо. Немало вода за пиење. Сега, еднаш ќе се наполни фонтанава и готово. Сваќаш, водава ти е ко пара, исто. Битно е да вртит. Еве шо вели познат фризер од Неготино за проблемот со водата. Обично водата доваѓа околу 2 или 3 сата од попладне, затоа закажавме фарбање за една клиентка. Неготинскиот ми е топ. 2 сата порано да се погоди со времето кога водата доваѓа. Тоа е професионализам на ниво. Значи не само да ти помогни каква фризура сакаш, шо ке ти стоит најубо, да ти поможи да одберите боја, туку фризеров треби да го темпират миењето на косата со времето кога ќе идат водава. Видите, кога да дојдам на фарбање, па колку е сега? Па накај 12 да те сварбам, сат и пол да постоеш и таман накај 2 водата која ќе дојде да те измијам. За да си фризер во Неготино треба да имаш познавање од хидрологија и водостопанство, како и од непланската сеча на дап и бука, а и калемење на луцерка и граор во воени услови. Што би се рекло, сестран фризер. И така братов си испланирал се, но, судбината изненади. Се случи малер, водата каснеше, а мене започна да ме фаќа паника. Дури ја гледав жената со боја на главата. Косата боја пепел. Зато така бојадисана ја качив кола и однесов кај пријатели што имат хидрофор. И ја искапивме со цревото. Абе, незгодни ситуации. Но се надеваме дека ќе дојдат подобри времиња. Леле, кои црни подобри времиња, мајчице Моринила. 21. век ве поздрави, драги мои. Да не можеш на фризер да поиш. Еве, сега фонтана ќе ви направат во Неготино и следно, ако не дојде водата, на фонтана ќе си се подзамиете. Вторник, 23 мај, согласно календарот за празници, е неработен ден за власите. Од влашката заедница вела дека националниот ден на власите ќе го прослават скромно, во домашен амбиент, така, пред малите екрани. Веројатно ќе гледат некое шоу за готвење, со 3D наочари. Си ставаш 3D наочарчиња, гледаш и од на телевизор, шо сакаш земи си. По ефтино здравје. Удрете по еден subscribe на YouTube, лайк и фолоу на Facebook и Twitter и се гледаме. Извинете, мора да одам, пошто ќе ми почни животот во Македонија.